разговараме со Горан Механџиски, председател на Сдруженијето Pathfinders од Берово, кој деновиве поточно викендот кој следува подготвува еден интересен настан наречен Повикот на Малешевијата. Еве го користиме неговото присуство во Делчево да го прашаме за самиот тој настан, што предвидува, имајќи предвид дека во самата најава стоеше дека ќе има многу голем број на интересни активности, меѓу кои планинарски тури, велосипедски, офроад тура, кампување, еве, да не должиме повелете, кажете ни за настан. За следниот викенд, 16 до 18 јули, ќе се одржи аутдор фестивалот Повикот на Малешевијата 2021, кој за прв пат се одржува во Малешевијата, односно е и првиот фестивал од ваков тип кој ќе се одржи во Малешевијата. Офаќа различни планински спортови како кампување, планинарење, планински велосипедизам, офроуд. Имаме вклучено професионален фитнес инструктор кој ќе држи фиткамп, најразлични работилници и забава во вечерните часови која ќе биде од отворен карактер, така да секој кој е заинтересиран може да не посети. Но во тек е пријавувањето, како оди, што се треба да знаат они кои сакаат да учествуваат? Пријавувањето е во тек, веќе имаме некоја солидна бројка на пријавени, така да мислам дека денови веќе го оставиме дека пријавувањето е во ограничени бројки, при што гледаме дека интересот расте и да не се случи да дојдат луѓе кои што не ќе можеме да ги превземеме одговорност за нив и да не се ствараат гужви при моменталното состојба со ковид кризата. Така има официјален настан за тоа на Facebook, таму може да контактираат да ги детално да им објасните. Официјална страна има на Facebook и исто и на Instagram, кои што излегуваат секојдневно нови информации, таму може да се најде линкот и за пријавување. Со символична котизација од 500 денари, која опфаќа 3-дневна забава и уживање за сите. Гледавме подготовките течат, тоа ќе биде на платото кај Беровско езеро, како се викаше игралиште? Да, тоа ќе биде кај старите игралишта на Беровско езеро. Веќе неколку дена работиме на расчистување на просторот. 2-3 дена веќе изготвувавме сцена, која сепак испадна дека ние сами ќе треба да работиме. Благодарност до оние што ни пружија поддршка, дали финансиска, дали со одредени артикли, го поддржаа настанот. Сепак кај нас тоа е, како да кажам, не баш застапено и луѓето се со некоја резерва за финансирање на таков, односно донација или финансиска поддршка на таков вид на настан. Што значи до година се надеваме дека ќе биде многу полесно и финансиски поддржано од повеќе фирми, а и повеќе волонтерство и се надеваме дека ќе се вклучат и локалното население, дури и гости. За сега имаме најавено групи што веќе доаѓаат на расчистување, присуствуваат таму, подготовка на теренот, подготовка на рутите. Волонтери имаме од Бугарија, волонтери имаме од Португалија, волонтери имаме од Македонија, од различни градови, вклучувајќи ги волонтерите од Црвен крст, така да полека работите си доаѓаат на своја. Така, релативно младо здружение сте, ова е прв настан, рековте ќе биде тешко, но секој почеток е таков, да се надеваме дека во понатамошните години ќе има многу повеќе успехова, останува да видиме како ќе помине година. Еве за самото здружение да напоменеме, а тоа е дека во не цела година имате реализирано повеќе активности. Кој беше приоритетот при формирањето на Pathfinders? Веќе не цела година постоиме и позади нас веќе оставивме позитивни искуства, убави спомени од присуството. Работиме на, како и самото име на здружението, што е Здружение за планински спортови, туризам и млади. Така да го промовираме Малешевскиот регион, вклучувајќи го и Пијанечкиот регион како недоволно развиен потенцијален туристички центар. Промоција на планинските спортски активности како здрав начин на живот. Исто така сакаме да ги вклучиме младите во волонтеризам
и здрав начин на живот. Така, еве, за крајата, пред почетокот на фестивалот, уште еднаш порака до сите кои планираат да учествуваат. Што е најважно да се знае, мајки преди дека пак ќе се одбива под согласно протоколите за заштита. Протоколите за заштита ќе се спазуваат. Пред се, секој што ќе сака да присуствува треба да понесе од дома насмевка и од таму ќе врати добри спомени, преубаво поминат викенд.